Здраво, вие го слушате 92-то издание на емисијата TV103 на Радио Канал 103, а во денешното издание на TV103 ќе ви говорам за една ТВ серија која што има за цел да ги посочи сите проблеми со кои што се соочува екипата на филмски одметници, кои стојат зад еден од најзначајните филмови во филмската историја. Во серијата се прикажани сите задкулисни игри, од кои денес се создаваат митови за тоа што се случувало пред Дон Вито Корлеоне да ги прати своите непријатели да спијат со рибите. Филм за создавањето на филмската фамилија зад камерата, односно која што морала да се избори со мафијата, но и со раководството во Paramount, кои немале да верува во адаптирањето на фамозната книга на Марио Пузо на големиот екран. Меѓутоа, Френсис Форд Копола и Гордон Вилис докажуваат дека и во сицилијанската мафија има семејни релации кои вреда да бидат екранизирани. Станува збор за снимањето на култниот филм Кум, кој е прикажан во ТВ серијата The Offer, работена за Paramount Plus од страна на Майкл Толкин, за која ќе ви говорам во 92-то издание на ТВ 103. А на почетокот на емисијата ги слушнавме The Black Legacy, ги слушаме со The Punch и What Are You Here For, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Италија, од државата каде што е екипата која го работи филмот, односно мафијашите кои што доаѓаат од Кум, односно станува збор за бенд кој што го издаде нивниот нов албум Stones неодамна, а бендот доаѓа од Милано, од Италија. Станува збор за стонер рок бенд кој што има влијание од heavy blues, пустински звук, оформени се 2017-та и во продолжение ќе слушнеме од нив композицијата која што го носи насловот на нивниот албум Stones, така што слушаме Black Legacy во 92-то издание на ТВ 103. А доколку сакате да знаете која е понудата која не смеете да ја одбиете, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓерески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 92-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за The Offer, која е биографски и драматичен мини серијал, создаден од страна на Майкл Толкин, кој е човекот што ги има напишано сценаријата за филмовите The Player, Deep Impact и Nine. Има пишувано и на ремейкот на Dawn of the Dead и The Punisher, за кои нема кредит, но попознат е по работата на ТВ сериите Рей Донован и Escape Данамура. Серијата е продуцирана за Paramount Plus, кој е всушност преименуваниот видео on demand канал со претплатата CBS All Access, кој што беше преименуван последните неколку години. Попознат е по сериите The Good Fight, сите модерни ТВ итерации на Star Trek, потоа Tell Me a Story, одвратната The Twilight Zone на Jordan Peele, потоа адаптацијата на The Stand, Evil исто така се наоѓа на Paramount, како и новите Beavis и Butthead, вестернот 1883 со сите негови идни итерации, а оваа година ги имаат Star Trek Strange New Worlds, Halo, адаптацијата на видеоиграта и комичната Players, која што беше наменета за играчите на League of Legends. Документарните Never Seen Again, 11 Minutes и Black Gold, а ја стартува и Yo MTV Raps, потоа англиската The Ex-Wife, а во исчекување сме на мафијашката ТВ серија со Силвестер Сталоне Tulsa King и криминалистичката Criminal Minds Evolution, како и хорор серијата Wolfpack, потоа 1923, адаптација на Fatal Attraction, на Flashdance, The Italian Job и многу други, што значи дека се познати по мелодрами и по безбедни остварувања кои не се за националниот
интерес и сервис можеби на CBS, но не дека кој знае какви па револуционерни решенија нудат за стриминг каналот, кој заостанува за другите и најчесто, како и во случајот на The Offer, служи за промовирање пред содржината од постоечката дататека на култниот Paramount. Серијата се состоеше од 10 епизоди, кои започнаа со емитување на 28 април, кога ги објавија првите 3 епизоди, а потоа недела за недела ги објавуваат другите, завршувајќи на 16 јуни, што значи дека за 2 месеци беше емитувана, правејќи го спојот на фрлање на мамецот од 3 сати на почетокот и влечење на недела за недела, еден хибриден формат, кој функционира повеќе за пократки серии отколку за подолги, затоа што 8 недели јас не би сакал да ја развлекувам оваа серија со гледање, посебно затоа што немав со кого да ја дебатирам кога излегуваше, така што не ја ни гледав, туку ја збирав, додека не се комплетира и најдам време минатиот викенд да ја изгледам во еден здив, односно епизодите траат 50 и на 60 минути, што значи дека 9,5 сати не ви бегаат за да ја изгледате во целост. Јас ја почнав во 8 навечер едниот ден и ја завршив дури наредниот ден со гледање заради тоа што беше ужасно заразна за пуштање епизода по епизода. Во серијата станува збор за снимањето на култниот филм Кум, односно предпродукцијата кај што Пузо и Копола седнуваат да го напишат сценариото, се прави кастингот за актерите кои треба да ги заземат фамозните улоги, меѓутоа продуцентот на филмот буквално растргнат е во борбата со раководството на Paramount и мафијашите кои не сакаат да биде снимен филмот. Едните затоа што ја немаат контролата врз авторскиот материјал, а другите не сакаат да бидат обелоденети нивните криминогени действија. Опфатено е и снимањето на култните сцени, кои се разбира дека не се прикажани, како што е, нели, убиството кое што треба ликот на Пачино да го изведе и фамозното појавување на Марлон Брандо со неговата мачка. Меѓутоа, се што се случува пред акцијата и резот е опатено, така што актерите реагираат со воодушевување на снименото. Вклучена е и нели оскаровската церемонија на самиот крај на патешествието. Како што книгата на Марио Пузо е за фамилијата, односно за семејниот сооднос и воспоставување на хиерархијата во фамилијата, кај што синот е повлечен од криминогеното действие кое го корумпира, така и снимањето на самиот филм бара огромни жртви од екипата која се збира зад камерите, се оформуваат пријателства на Пузо и Копола, потоа се појавуваат силни женски ликови кои со напорна работа и истрајност и посветеност се обидуваат да се пробијат во студискиот систем, доминиран од мажите, а продуцентот на филмот стекнува пријателство со мафијаш, но и обновува восстановени пријателства со малкуте извршни продуценти, кои не ги бројат само парите од киноблагајните, туку и сакаат да се сними најдобриот можен филм, кој се разбира дека е саботиран од љубоморните копелиња кои мислат дека може да снимаат подобар филм од Копола, ама филмската историја има докажано дека може да му се фатат на Копола. Уште во септември 2020 година најавено беше дека ќе се снима серија за перспективата прецена продуцентот на Кум, Алберт Естради, кој прво Арми Хамер требало да глуми, се извинувам, ама тој се откажал и беше заменет од Мајлс Телер. Почна со снимање во јули 2021, ама поради позитивен ковид тест на сет прекинаа да снимаат на крајот на месецот. Во август имале намера и да снимаат во Шато Мермон во Лос Анџелес, ама и тоа се одложило. Како и да е, ја завршија со постпродукција до април и ја објавија оваа година. A Seat at the Table, Warning Shots, Fade In, The Right Shade of Yellow, Kiss the Ring, A Stand-Up Guy, Mr. Producer, Crossing the Line, It's Who We Are, Brains and Balls се насловите на епизодите. Серијата е наменета за филмофилите, на кои нема да им пречат референциите, најпрви на Кум, кои се стилизирани во задкулисната приказна, а потоа и шоубиз референциите за промената на студискиот систем во 70-тите и доаѓањето на новите трендови и тенденции. Со други зборови, за тарантиновци и за романтизерите на Нью Холивуд,
оваа ТВ серија и тоа како е измислена. А тука може да направиме една кратка музичка пауза, именно од италијанците Black Legacy се насочуваме кон Mother Slug. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Мелбурн од Австралија. Од нив ќе имаме можност да слушнеме композиции кои што се најдоа на нивниот нов студиски албум Blood Moon Blues. Станува збор за думери, сладжери, значи идеме со дисторзиран фаз кој што е во изобилие во рамките на нивните композиции. Претходниот албум кој што гласеше The Electric Dunes of Titan е попознатиот од нивната кариера, меѓутоа и Blood Moon Blues и тоа како не смее да биде занемарен. Од него ќе имаме можност да слушнеме кратката Breed, потоа ќе следи баладата за Джок Браун и ќе завршиме со Evil. Така што продолжение на Канал 103 ги слушаме Mother Slug и потоа се враќам ветер да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во ТВ серијата The Offer. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 92-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата The Offer. А во овој сегмент сакам да продискутирам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во оваа ТВ серија, која е предводена од Майлс Телер, кој што го знаете од филмот Whiplash и од последниот Top Gun Maverick. Тој го глуми Алберт С. Ради, односно тој е програмерот на компјутери која напушта непредизвикувачката работа и решава да напише сценарио за комичната нацистичка ТВ серија и потоа да се нафати да го продуцира романот Кум на Марио Пузо, собирајќи екипата која ќе го направи култното дело. Тој е во спрега со мафијашите кои му се закануваат по живот, но и во постојана борба е со раководството на Paramount, кои не ја препознаваат големината на филмот, кој сака да го направи пред се Алберт. Тој е жив и убаво е што го имаат консултирано како супервизор да посочи како се одвивале овие динамики зад камерата, а Мајл сосема солидно се носи со влегувањето во непознатиот терен на неговиот лик, кој е смел и убеден да оди до крај. Метју Гуди, кој што го знаете од Chasing Liberty, го глуми ликот на Роберт Еванс, кој е пријателот на Ал, кој го вметнува, односно го индоктринира во Paramount, кој ужива во декадентниот живот на секс, дрога и рок-н-рол на 70-тите, кој откако ќе го напушти неговата сакана за Стив Маккуин, ќе се депримира и ќе ја загуби самодовербата и волјата за живот, иако има продуциран успешни проекти за студиото. Меѓу глуми харизматичен баханален лик во костум кој му пркоси на шефот на студиото, но и на сите кои му се закана. Сепак се што ќе добре знае да го претвори во злато и сите негови филмови кои што и продуцира се мултимилионски потфати кои што капитализирали тоа како. Ден Фоглер, кој што го знаете од серијалот на Fantastic Beasts, го глуми Френсис Форд Копола. Тој е култниот режисер кој ја започнал кариерата со снимањето на хорор филмот Деменшија 13, а потоа него ги снима You're a Big Boy Now, Finian's Rainbow и The Rain People, пред да го сними Кум, а потоа ги снима The Conversation, Apocalypse Now, The Outsiders, Bram Stoker's Dracula, а последниот филм, ако не се лажам, беше вампирскиот Twixt, а моментално работи на Мегалополис, извинам. Тој по секоја цена сака да ги добие актерите кои што му се потребни, не сака да направи компромис со тоа, се спријателува со Пузо, додека заедно го пишуваа сценариото и едноставно дал има потреба да ги најде нужните средства за да го комплетира да ја комплетира пред се оваа негова визија и да ја дофати светлината која што има намера да ја поседува. Барен Горман, кој што глуми во Game of Thrones, е Чарлс Блумхорн, односно тој е собственикот на Paramount, кој сака да го продаде студиото и да има исклучиво успешни филмови за себе, додека и самиот, по поврзаноста со мафијата со студиото,
не пресече дека не вреди да го продаде студиото за ситни пари на некој си тексашки богаташ, некој си разгалено татино синче. Така што тој знае да пресече со оглед на тоа што има различни извршни продуценти кои што му доаѓаат со намера да даде дополнителни средства и на секое тропнување на вратата оддал тој е подготвен да даде едно милионче плюс за да се комплетира филмот, меѓутоа си има и тој сопствени барања кои што мора да ги исполнат. Со ликот на секретарката на Ал има некакво си латентно пријателство, е така да го наречеме. Колин Хенкс, кој што глумеше во ТВ серијата Декстер, ТВ адаптацијата на Фарго, како и Band of Brothers, го глуми Бери Лапидус, односно тој е доверителот на Чарлс, кој што сака да ја преземе позицијата на Роберт како извршен продуцент во самата компанија, меѓутоа нема уметничка душа, напротив е бездушен сметководител, кому парите му се најважни и го нема пред се сенсот за инвестирање во значајни проекти, има катастрофален вкус за филмови, кој не го бива за позицијата на Роберт, затоа што не може да препознае талент дури да се наоѓа пред неговите очи како во една сцена. Едноставно тој е антагонистот во серијата кој ќе се помири со своите неможности и престане да го саботира пред се кум. Джовани Рибиси, кој што го знаете од Аватар, од Saving Private Ryan, го глуми Џо Колумбо, тој е младиот мафијаш кој што седнува на масата со големите мафијаши, односно тој е предводникот на лигата на италијанците во САД, кој најпрви не против снимањето на филмот, но кога ќе се спријатели со Ал, не само што ќе му дозволи да го сними филмот, ќе му помогне и да разубеди некои тврдоглави човечки препреки кои што ќе му се појават на патот. Не смееме да ја заборавиме и Джино Темпл, која што ја знаете, Тед Ласо, а глуми во ова серија Бети Меккарет, таа е секретарката на Ал, која е поспособна од останатите секретарки во студиото, заради тоа што таа има за цел во животот и да работи со актери, односно да стане агентка на актери. Во серијата глуми Нора Арнезедер, таа е француска актерка која што ја глуми Франсуаз Глейзер, таа е девојката на Ал со која што раскинува. Потоа Патрик Гало, тој глуми во The Irishman на Скорсезе. Во серијата го глуми италијанскиот писател Марио Пузо, тој е писателот на романот Кум, кој што нема да може сам да го напише сценариото, но со спријателувањето со Копола ќе ги оживее мафијашите на екран. И секако Френк Џон Хјус, кој што глуми во Сопранови и 24, тој е шупакот Френк Синатра, кој јавно се бунел на снимањето на филмот затоа што сметал дека пејачот во книгата се базира на него. Покрај него во серијата глумат и Ентони Иполито, тој го глуми Ал Пачино во неговите млади години, Џастин Чемберс го глуми Марлон Брандо, Ерик Болфјор го глуми во снимањето Дин Таволарис, Маја Батлер е Дайан Китон, а Демијан Конрад Дейвис го глуми Джеймс Кан, Роберт Дувал е Дерек Маџар, а Ти.Џеј Тајн е снимателот Гордон Вилис, така што ова се актерите кои што ги глумат актерите и техничката екипа која работи на снимањето на Кум, односно сценографот и кинематограферот покрај актерите кои што се носители на овој култен филм. А тука ќе направиме уште една кратка музичка пауза, именно се враќаме повторно на Италија, односно се враќаме на Magma Haze, кои што ни доаѓаат овој пат од Болоња, од Италија. Станува збор за бенд кој што го издаде нивниот албум кој што го носи насловот на самиот бенд, станува збор за психоделичен стонер, односно heavy psych, со влијанија на пустинскиот стонер звук, меѓутоа со гранџерски вокал, по кој што е препознаена ова четворка. Од овој албум ќе слушаме Will the Wise, потоа уште една, исто така долга композиција која што доаѓа од овој албум Stonering, и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата The Offer. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 92-то издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на The Offer. А за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации кои што има оваа ТВ серија, посветена на снимањето на култниот филм Кум, која што содржи една најава, за разлика од многу други серии за кои што ви говорам во рамките на оваа емисија, меѓутоа тоа е монтажа на кадри во кои што повеќе се слави студиото Paramount, со оглед на тоа што ги има сетовите каде се снима и логото често се појавува, отколку луѓето кои што работат во него и пред се ја создаваат магијата, односно таа филмска алхемија, ако повеќе сакате. Режисерот кој што ја снима првата епизода е Декстер Флечер, а потоа снимаат Адам Аркин, кој што снима и финалето, Колин Бакси и Гвинет Хорден Пейтон. Најчесто имаат по 2 епизоди на располагање, освен Адам Аркин, кој што има повеќе. Меѓутоа, си дозволуваат малтене да снимат еден долгометражен филм и да се подружат со овие ликови кои што се значајни за самата филмска индустрија. А шаренилото на звук, кое што го влече композиторката од 70-тите е Изабела Самерс, која што за неја ви говорев во епизодата која што беше посветена на Little Fires Everywhere, каде што музиката ја правеше заедно со Марк Ишам. Минатата година ја работеше музиката за Paradise City, Panic, Physical, исто така и музиката за ТВ серијата Sex Life, која што исто така ја работеше со Ишам. Значи станува збор за композиторка која што навлегува во најразлични домени на 70-тите и црпи инспирација од нив, како што ќе може да слушнете на крајот на самата емисија, каде што ќе слушнеме извадоци од композициите кои што таа ги има создадено за The Offer. Меѓутоа, од друга страна има и употреба на класична свита, има употреба на джез и на свинг и на рок-н-рол, така што е еклектичен пред се овој скор и демонстрира нејзиниот диверзитет пред се во компонирањето. Со оглед на тоа што има сценограф на Кум, за да биде мета самото снимање на серијата, се снима како на еден симулакрум на филмски сетови и во канцелариите кои што ги имаат пред се во студијата во Paramount. Во поглед на кадрирањето, Салваторе Тотино, тој е снимател на Spider-Man Homecoming и Ел Смолкин, односно таа има работено на Final Girls и I'm Dying Up Here, се обидуваат да си играат со сенките со кои што ги ставаат мафијашите во преден и во заден план, продирањето, односно низ снопот на светлина во затемнетите простории во кои што се појавуваат, и другото е преосветлениот сет, ама интересни се обидите за вметнување на визуелните интервенции од ренесансниот Гордон Вилис, кои се недостижни за овие сниматели, ама убаво што се потрудиле да му симнат капа на мајсторот. Поглед на монтажата, точно е дека се предолги епизодите, меѓутоа се со згуснато дејствие и со многу референци, но јас немав проблем со тоа, затоа што задржано беше вниманието и неизвестноста како ќе им пристапат на снимањето на култните сцени пред се. Има 10 епизоди, може да се раскаже во 8, ама не сакам, би гледал уште. Погледам костимографијата и шминката се оживуваат 70-тите години, како наследство на тие Swing 60s, надприродно нема. Хумор има во необичните ситуации во кои што се заглавени ликовите, нема еротика, има само со големи девојки во клубот, што не се вбројува во контекст на еротика, со оглед на тоа што нема естетизација. Практични има кога се испукуваат истрелите, меѓутоа нема флешбек конкретен за ликовите, кој што би бил екстензивен и би се наметнал, со оглед на тоа што цела серија е навраќање во 70-тите. Нема поделен екран, не се навлегува во главите на самите ликови и не се ставаат во халуцинаторни простори. Едноставно, ова е жанровски биографска мелодрама за снимањето на гангстерскиот филм. Англиски јазик со италијански се употребува, а во поглед на остатоците не ми пречат премногуте референции, не ја гледам како историско четиво, иако би сакал да видам како би
сработиле некои од култните сцени. Од друга страна ми се допадна што не ги посраа пред се во серијата, така што многу ми е тешко да најдам некои забелешки, освен што би сакал да погледнам повеќе од соработката помеѓу Вилис и Копола во креирањето пред се на визурата, а не само во збирањето на парите од страна на продуцентите. Во поглед на континуитетот на епизодите, постигнат е со оглед на тоа што има постепено согледување пред се од кои елементи е составено креирањето на еден филм. Погледам градењето на ликовите, иако серијата е прикажана низ перспективата на Ал, има бројни ликови за кои се остава простор да си ги развијат споредните теченија и да образуваат забавни арки кои што се затворени во поглед на интертекстуалноста. Ова сепак е адаптација на филмот на кој што е адаптиран романот на Марио Пузо, а аналогија има со бројни филмови на Paramount кои што се создадени во 70-тите години, конкретно често и се реферира желбата за достигнување на успехот на Розмарис Бејби на Полански и воопшто потфатот за снимањето на неговиот нареден за Chinatown. Слични серии морам да ги напоменам: Винил, Холивуд, Minx, On the Lot, The Last Tycoon, The Staircase, Hogan's Heroes, односно нашите ало, ако веќе сакате, Roadies, Feud, Fosse Verdon, The Dropout, The Other Two, Pam and Tommy, Succession, The Marvelous Mrs. Maisel, Mad Men, Montevideo, ајде да споменеме. Така што има бројни серии кои што се своевидна екранизација за задкулисните игри кои што се случувале за некој си културолошки феномен. Атмосферата е драматична, гледливоста е загарантирана и убедливоста е постигната. Во епилогот најавено е снимањето на продолжението на Кум, Ал како продуцент се откажува да работи на продолженијата и работи на адаптирање на собственото сценарија, односно на The Longest Yard, за рагби тимот во затвор, кој што е предводен со Барт Рейнолдс. Поглед на еволуцијата, не верувам дека некојаш ќе се сними подобра серија за Кум, така што 9 од 10 мислам дека е заслужената оценка која што ја добива. За продолжение нема потреба од дополнително работење на продолженијата, има титул карти за кои што се посочува кој каде ја продолжил кариерата, има додатоци после секоја епизода за снимањето на истите, што е мета контекст на постмодерен потфат на самиот филм, така што мислам дека лимитираната серија и тоа како тука треба да застане. Пред да ги слушнеме композициите кои што ги има работено Изабела Самерс, само да посочам дека може да се погледнат на репертуарите на домашните киносали, домашните филмови Снежана на крајот умира и Мими. Потоа ќе ви ја најавам концертната промоција 15 години постојање на Shock Troopers на 28 октомври во МКЦ, 29 октомври започнува Драм фестивал, исто така денот кога репетитор настапуваат во МКЦ и секако најисчекуваниот концерт Илјада Моц, 9 ноември, МКЦ со предгрупа Стар Строг Пост. Вие го слушавте 92-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на првата сезона на The Offer. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.